22-тиот марш за ангелите во Окочани. Ја имаме Викторија Јованова. Вики, пораката може да се каже иста, но денеска испратена од малку поразлична рута низ градот. Така, Весна, се наоѓаме овде пред Кочанската дискотека Пулс, каде што пред точно половина година згасна 62 млади животи. Ова е најголемата трагедија во земјава во поновата македонска историја. Денеска во Кочани се организираше повторно марш на ангелите, каде што родителите и семејствата на загинатите повторно побара одговори, но и правда за нивните загинати деца. Тие велат дека знаат кој е виновен за пожарот, ги знаат сите одговори кој треба да биде да ја сноси одговорноста, но бараат одговор од институциите зошто се уште не е почнат судскиот процес против 35 обвинети во врска за пожарот, а судскиот процес треба да почне во основниот кривичен суд во Скопје. Исто така побара и одговори од Дојо Гок зошто се уште нема обвинение, тоест докаде е истрагата со 27-те полициски службеници кои таа вечер биле овде во дискотеката Пулс. Овде предлагам да го видиме маршот на ангелите кој што попладнево се одржа во Кочани. Бараме одговорност, бараме вистина, бараме правда за нашите деца и ќе продолжиме да зборуваме се додека секој што со своето молчење придонел за оваа трагедија и не биде изведен пред лицето на правдата. Порачаа родителите на загинатите деца во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, кои денеска маршираа низ улиците во Кочани за да ги потсетат институциите дека пред 6 месеци се случи најголемата трагедија во земјата. Се уште бараат одговори и одговорност зошто кривичниот суд во Скопје не го почнал судскиот процес за 35 обвинети, а Дојо Гок нема обвинителен предлог за 27-те полициски службеници. Знаеме кој ги отвори вратите на клубот. Знаеме кој земал пари и пуштал внатре два пати повеќе луѓе од дозволеното. Знаеме кој ставил пиротехника во затворен простор. Тие се директните виновници. Тоа е криминал на човечки животи. Но не застанува тука. Каде беа институциите? Каде беа инспекциите што мораа да го затворат клубот уште пред да се отвори? Каде беа службениците кои требаше да го проверуваат секој чекор? Тие молчеа. Нашите деца никогаш повеќе нема да се вратат. Но вистината ќе ја урламе гласно дека Деко и Михаел се директно одговорни, а секој политичар што ги штител има крв на рацете. Бараме одговорност, бараме вистина, бараме правда за нашите деца. И ќе продолжиме да зборуваме се додека секој што со своето дело или со своето молчење придонел за оваа трагедија не биде изведен пред лицето на правдата. Семејствата на загинатите млади луѓе и на овој марш беа со транспаренти, а фотографиите од своите чеда ги гушка и подпираа на своите гради. На денешниот марш се обрати и бившата сопруга на полицајецот од Пробиштип. Таа бара одговори зошто нејзиниот поранешен сопруг бил испретен од Пробиштип таа вечер во Кочани. Тврди дека 5 месеци не можела да земе пензија од нејзиниот сопруг кој е татко на нејзините 2 деца. Обвини дека од страна на министерот и било ветено дека ќе биде вработена. И ветивте и работа и све дамено за него. А вие на негово место ја примивте сестра му на него. 5 месеци чекав за пензија. 5 месеци документите се чувани во МВР Пробишти. 5 месеци. Никој не ме е прашал како сам прекарал до сега. Никој. По кој основ Тоше е пратен во Кочани. По кој основ? Бил од 7 до 7 на работа, у 10 да оде во Кочани на работа. Устно или писмено? По која наредба? Кој му е тај дал наредба?
Чекам одговор од министерот да ми одговори. Министре, сега сакаме оставка од вас. Оставка, голема оставка. Ако нема докази... Налагите секогаш се кратки нозите. Лагата секогаш излава на виделина. После овоа, ако не си дадете оставка, ние лично ќе дојдеме у Скопје, лично ќе тражиме оставка од вас. Според обвинителството, причина за големиот пожар се пиротехнички материјали кои го запалија дел од таванот на дискотеката Пулс. Во Пулс имало околу 600, иако дискотеката има капацитет само за 250. Најголем дел од починатите се на возраст од 24 и 26 години. Таа вечер имало и 31 дете. Весна, и по 6 месеци од трагедијата, се уште дискотеката Пулс се чува од страна на полициски службеници. Инаку да подсетиме дека вечерва во Штип и Кочани ќе се собираат семејствата на загинатите и на повредените деца во дискотеката Пулс. Ќе направат звездено небо, исто така на видеообим ќе ги прикажат и сите 62 жртви во Кочанската дискотека.